Почитувани, на вчерашниот партиски собир на Социјалдемократскиот сојуз во општината Аце Коцевски повторно излегол да ветува, без никаков срам и без никаков образ. Зарем помислуваат од Социјалдемократскиот сојуз и Аце Коцевски дека велешките граѓани се со кратко памтење? Зарем мислат дека граѓаните ги заборавија сите нивни ветувања кои 9 години ги кажуваат додека тие владееја во Велес и никогаш не ги исполнија? Уште ли не ја научија лекцијата од Велешани кога еднаш во 2009 година и вторпат во 2013 година рекоа доста е на лагите и ветувањата на Аце Коцевски? Времето на политички манипулации со ширење на празни ветувања е одамна поминато. Затоа, пред повторно да излегува со нови ветување, Аце Коцевски е должен да одговори на многуте ветени, а не исполнети работи додека беше градоначалник во 2 мандата. Каде се проектите за економскиот развој на Велес кои тој ги ветуваше? Каде е така нареченото шведско село и странските инвестиции за кои цели 9 години зборуваше? Цели 9 години беше градоначалник и не само што не го исполни ветувањето за проектот Шведско село, туку не успеа да донесе ниту една единствена странска инвестиција во градот, ниту една изградена фабрика, ниту еден рестартиран погреб. Напротив, фабрики се затвараа. Аце Коцевски 9 години ветуваше просперитет, а наместо тоа во Велес од него добија армија од 17.000 невработени лица. Најцрниот рекорд по бројот на невработени во историјата на градот. Еден мандат на Аце Коцевски ги чинеше Велешани 5715 изгубени работни места. Да подсетиме, во 2000 година, кога за прв пат Коцевски стана градоначалник, бројот на невработени лица во Велес изнесуваше околу 11.197 лица. За само од 4 години, при крајот на неговиот прв мандат, бројот на невработени лица се искачи на 16.912 невработени. Понатаму, каде е француската инвестиција ЛОР во фабриката за шински возила во Велес? Каде се 90 милиона евра инвестиции што ги ветуваше пред избори? Зошто постојано ветуваше помош за слечиштето Рамина, а кога требаше нешто конкретно да се сработи, се прогласуваше за ненадлежен, не одвој ниту еден денар за Рамина. Додека беше на власт, ветуваше, а за работа никаде го немаше. Каде е булеварското решение за улицата Благој Ѓорев, кој тој ветуваше долги години, додека беше градоначалник на Велес? Каде е италијанската инвестиција за Велешката депонија? Зошто во континуитет на сите избори ветуваше изградба на театар, а не успеа ниту една цигла да постави? Каде се ветувањата за замена на азбестните водоводни цевки во Велес, за кои како градоначалник ги задолжи граѓаните со МЕАП кредитот? Потрошени беа милиони евра, а огромен бој улици останаа со незаменети азбестни цевки и цената на водата се поскапи за речиси 200%. Ветуваше и развој на туристички локалитет езеро Младост, а во негово време езерото пропаѓаше и крајбрежјето се запусти. Во време на Аце Коцевски немаше изградба на клупи, летниковци, пешачка патека околу езерото Младост, како што сега ги има. Почитувани, Велес одамна заврши со транзиционите политичари од типот на Коцевски. Политичари кои ветуваа и не исполнуваа. Политичари кои се оградуваа од одговорност и се прогласуваа за ненадлежни за работи кои се од суштинско значење за граѓаните. Политичари кои ја вртеа главата од решавањето на крупни прашања за градот, а наместо тоа се занимаваа со фарбање, фасади и шминка единствено на главната улица. Граѓаните се секогаш во право, а не како што Социјалдемократскиот сојуз убедува. Во право беа и во 2009 година, кога го казнија Аце Коцевски, во право беа и во 2013 година, кога го казнија повторно Аце Коцевски, и рекоа не на истата истрошена понуда. На 15 октомври, Велес уште еднаш по трет пат ќе каже дека Аце Коцевски повеќе нема надлежност да одлучува за Велес. Неговото помина. Велес ќе одлучи дека ќе продолжи да оди напред и нема да се враќа назад во минатото. Затоа убедени сме
дека на 15 октомври Велес ќе го одбере бројот 13 и ќе гласа за кандидатот за градоначалник Славчо Чадиев и носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Александар Колев за нови проекти кои Велес ќе го движат напред. Ви благодарам.